А сега ќе зборуваме и за следно. Пристигна нашата гостинка. Искра, ја пречекавме. Преубава дама во нашето студио. Јас ќе ја представам. Може? Доцент доктор Викторија Трајков, заменик министер за европски прашања. Сега малку едно скокотливо имаме прашање. Како да ја направиме Европската унија повторно силна? Тоа е темата за денес. Да, и ќе зборуваме. Многу ме интересира, да. Благодарам многу на поканата. Јас малку доцнам, ама ете тоа. Кажав јас гужва во сообраќајот. Да. И првиот гост е малку доцнеше, така што како да направиме Европа повеќе силна, како беше повторно силна? Па јас мислам дека прво треба да тргнеме од Македонија да направиме. Така, тоа ќе го слушнеме. Повелете. Министерке, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Многу препреки, предизвици имаме на патов до ЕУ. Ние тоа секојдневно го чувствуваме и го живееме, а тоа е она со кое што вие се борите. Така, не е лесно, нели? Воопшто не е лесно, бидејќи процесот трае многу долго и некако луѓето се некогаш скептични, некогаш кога ќе трне малце напред, па викаат супер, ајде трнавме. Така што не е лесен патот, меѓутоа ние не се откажуваме, затоа што сметаме дека единствената опција каде што треба Македонија да биде дел како една држава е токму европското семејство. Така што фокусирани сме на тоа, работиме на тоа, се бориме секојдневно со тоа и мислам дека упорноста ќе се исплати. Горе-долу препреките, предизвиците и овој пат до ЕУ е она за кој што ќе зборуваме ова утро, а тоа е и она што го зборувавте со високата унгарска делегација која што беше во Скопје. Првенствено во вашето Министерство за европски прашања, па би почнала од таму кој беше поводот за нивното гостување. Да, така е. Пред неколку дена имавме висока делегација од унгарската влада, односно беше министерот за европски прашања Јанош Бока, каде што домаќин беше нашиот министер Орхан Муртезани во Министерството за европски прашања, подпишавме меморандум за соработка кој што е навистина значаен и доста ќе ни помогне периодот во работата на она кој што треба да го направат двете министерства, но и да си помогнат некако, односно да се помогне на Македонија да биде дел од Европската унија и да ги задоволи сите оние барања кои што ги има самата Европска комисија. Како дел од агендата на самиот министер беше и предавањето на Универзитетот Скопје, каде што зборувавме повеќе за како да ја направиме Европа повторно силна. Нашето денешно прашање. Така, прашањето кое што ми го поставивте, навистина се разви на добра дискусија. Не сум изненадена, затоа што тоа се мои студенти кои што постојано им зборувам и отвараме дебата на таа тема, но она што е навистина импресивно е што имавме навистина голема заинтересираност од медиумите, од таа невладина организација, таа јавност која што е, така да речеме, една јавност која што не е политички обоена, па има некакво си објективно мислење, но она што навистина беше убаво, тоа што министерот Бока од прва рака успеа да ги слушне размислувањата на тие студенти кои што се отприлика некаде 18, 19, 20 години и да види уствари како младите размислуваат. Би се навратила прво, ќе зборуваме малку повеќе околу оваа посета на Универзитетот Скопје, што не е вообичаено еден таков висок представник да посети универзитет, веројатно препознал, имал причина зашто дошол таму, но ме интересира првичната она официјална средба што имавте во вашето министерство. Како би оцениле вие таа атмосфера? Вие сте кариерен дипломат, па ме интересира со ваши зборови да ја доловите атмосферата. Да, доста успешна беше самата средба, затоа што Унгарија е наш голем пријател и кога седнувате со пријатели на маса, веднаш атмосферата е 100-0. Тоа значи дека веднаш се чувствува онако за кое што сте седнати на маса. Навистина добро беше што од унгарската влада имаме доста понуди за помош во секој сегмент, конкретно кога станува збор за Европската унија. Навистина ни помагат и со експерти, и локалната амбасада ни помага со луѓе и контакти кои што може да учествуваат во разни работни тела. Исто така во мај имаме обратна посета каде што нашиот министер, односно наша делегација заедно со мене ќе одат во Унгарија. Повторно ќе се разговара за искористеност на фондовите кои што ги нуди Европската унија, но она што е важно е како Македонија да се соочи со, односно да ја изреализира таа реформска агенда за која што многу споруваме, а е од период
период од 2024 до 2027. Точно е дека нашите институции за сега одлично одговараат на таа реформска агенда, но кога имаш едно такво искуство од држава каква што е Унгарија, навистина можеш да се споредиш во смисла на тоа колку и до каде сме ние да направиме пресек, што е навистина за нас многу значајно во целата ситуација, затоа што ние имаме навистина амбициозни планови пред 2027 да ги завршиме сите реформи, но кога имаш добар ментор, секогаш е така за се во животот, кога имаш добар учител, нели, можеш да бидеш уште поуспешен и сметам дека на токму на таа средба се одговорија и некои дилеми или прашања кои што ние ги имавме како помала држава, но исто така добивме и совети каде уствари ние да ја навигираме целата работа на македонските институции. Она што е навистина значајно е тоа што тие стојат на располагање за се она кое што нас не треба, а од друга страна користејќи експертизата која што ја нудат како една сериозна дипломатија. После оваа средба, значи следеше средбата, посетата, да речеме, на Универзитет Скопје. Кој беше таму поводот за неговото гостување? Да, пред тоа, пред да ја правиме агендата на министерот, тој е мој личен пријател и многу често разговараме на тема за Европа, затоа што пак и он е исто така професор, кој што е малку подруго законски регулирано во нивната држава. Ако си именуван функционер, не можеш да бидеш професор, кај нас може напоредно дава можност мора во мирување да ја стави. Да, така, кај нас дава можност законот, но често разменуваме мислења за тоа, за различни потези, конкретно во политичкиот маркетинг, бидејќи јас пак го предавам тој предмет и некако, сме се нашли на таква заедничка тема, па може да разговараме што и како се случува. Пред се, пријателот Јанош беше оној кој што беше иницијаторот да се направи едно такво предавање или панел дискусија или како и да ја наречеме. Дебата и така натаму, затоа што сметаше дека од прва рака треба да слушне што уствари младата популација во државата, мисли на тема како Европа да ја направиме силна, повторно силна и така натаму, но од друга страна да види каде Македонија, како младите, каде е местото на Македонија во тој домен. Но министерот Бока пак сакаше да се направи една да се направи еден разговор со поранешни експерти, поранешни амбасадори на Македонија во светот, вице-премиери, како што беше нели вице-премиерот за европски прашања поранешниот наш вице-премиер Васко Наумовски, тука беше исто така и ректорот, но и амбасадорот Маријан Ѓурчев, кој што пак можеше од прва рака да сподели искуство околу македонското бугарско прашање, отворено прашање. Така што многу работи се испреплети, одговара на темата и навистина добивме на крајот на дебатата еден заклучок дека сепак она што треба да биде секако фокусот на Македонија, напоредно да се работи за влез во Европската унија и мислам дека навистина убав настан беше тоа, одбележано беше и на социјалните медиуми на министерот, така што тоа беше навистина главната порака, ако може така се каже. Но говоревте и вие, вашата порака која беше? Да, јас така и го почнав предавањето. Кажав дека се е тоа супер што сме се собрале денес да видиме како Европа да ја направиме повторно силна, но она што мене е мој домен на работа е како Македонија да ја направиме повторно силна, затоа што видовме дека во овие 30 години колку бил уништуван системот, па некако како сега секојдневно никнуваат како печорки различни работи кои што 30 години се случувале, но имаме волја, визија и план како се за тоа да го коригираме. Сметам дека борбата со корупцијата е број 1 за кој што ние сме фокусирани во моментот, гледаме дека секојдневно се бориме со тоа зло кое што му се има случено на државата, но она за кое што исто така треба да размислуваме се и доброто образование, здравството и сето она кое што е секојдневен еден обичен човек и се соочува со животот каде и да кога излегува од дома. Така што она кое што го разговаравме баш на тоа беше дека реформската агенда е приоритет број 1, затоа што реформите се повеќе од потребни во државата. Би спојила некако две прашања во едно, колку што разбрав дека меѓу другото ви сте рекле дека силата на Македонија е во низините луѓе. Така што едното прашање ми е имаме ли сила, а од друга страна неспорна е поддршката што имаме од Унгарија, но прашањето е дали имаме волја. Што значи имаме ли сила и волја?
Имаме сила и тоа и постојано им го зборувам на моите студенти, дека прво што треба да направат е да вложуваат во себе и во своето образование и со тоа да размислуваат како ќе помогнат на државата, бидејќи по тоа небо сите живееме. Тоа е нешто за кое што навистина треба да се вложиме сите. Баш и вчера со едно од моите деца нешто се спремаме околу контролна задача и прашањето беше како да и помогнам на мојата држава. И некако гледам дека уште од многу мали добро е да ги насочиме дека Македонија е единственото место за живење, се друго е втора опција. Она што е навистина важно во целиот период е дека имаме волја и добри капацитети за да ги искористиме периодов да смениме нешто. Јас мислам дека секој треба да се тргне од својата област, да почне да се менува на подобро и да размислуваме како уствари сето тоа ќе реагира, како тоа ќе влијае врз околината. Така што имаме волја, имаме и капацитет, можеби нешто таму каде што мајкаме со капацитети ќе се надополни со доквалификација, меѓутоа имаме се уште луѓе во државата кои што си ја сакаат државата и сакаат да сменат нешто. Прашање кој што веројатно секој ден од нас го интересира е тоа кои следни чекори да ги очекуваме. Имаме доста работи кои што периодов ќе се случуваат, без разлика дека доаѓаат и празници, но и нели летен распуст или летен период каде што обично луѓето не се во државата или користат одмори, меѓутоа она кое што ќе го работи владата периодов е навистина првенствено како што кажав борба со корупцијата и тоа ни останува приоритет и фокус број 1. Меѓутоа напоредно се случуваат доста процеси, се носат закони кои што ќе ги подобрат состојбите во државата, тоа е работата на собранието, но и на министерствата, конкретно за Министерството за европски прашања. Фокусирани сме на, како што кажав, реформската агенда, реформи кои што ќе донесат подобро утре за државата. Впрочем, тоа и го препознава Европската комисија, така што ете така секој во својот домен ќе биде фокусиран да може да ги испроведе тие реформи. Вие сте и други пати кога имате гостувано овде пред да станете, да речеме, министерка, бевте нели жена во еден исклучително машки свет, сега сте жена помеѓу европарламентарците. Колку можат жените лидери да го помогнат, да го направат светот подобар? Да, во Европската комисија моментално ја водат повеќе жени и главата е всушност женска, така што очекувам дека навистина таа емпатија ќе проработи и кон Македонија и дека ние исто како Македонија е нели во женски род, така што емпатијата кон нас можеби подобро така пофокусирано ќе проработи и дипломатски кажано ќе бидеме дел од, ќе се препознае нашата работа и ќе бидеме дел од европското семејство, се зезам нормално. Да, ова е машки свет кој што навистина треба голема жртва како жена да дадеш за да може до негде да успееш, меѓутоа јас мислам дека работата без разлика дали тоа го прави машкиот или женскиот пол, сметам дека толку фокусирано се работи за она за кое што си во моментот како да речам твоја агенда на работа е нешто што е многу поважно од се останато. Инаку, ако ме прашувате колку тоа го ценат луѓето кои што го работиш, да, го ценат вистинските граѓани, не ботовите на социјалните мрежи. Така што борбата е измеѓу разумот и срцето. Кај мене превладуваат и двете. Јас се сакам Македонија, нема друго место за живење за мене, а разумот вика дека таму каде што сум ставена треба ревносно да си ја носам и позицијата, но и секојдневната работа за која што ми е дадена. Што значи, еве да заокружиме токму љубовта кон Македонија е она што ве држи овде, иако сте имале многу прилики да заминете до сега. Да, како кариерен дипломат сум имала многу прилики, меѓутоа секогаш сум се враќала бидејќи Македонија е една вечна инспирација која што веројатно сите оние за кои што сме фокусирани кога и најтешко ќе ти биде се рече ајде сега сакам да си идам, има подобро место за живење, сепак кога ќе ги ставиш на кантар работите, дома си е дома. Дома си е дома. Ви благодарам многу што одвоивте време за нас. Истрекни велиградски празници. Да, исто и вам и посакуваме. Слободанка? Можеби хаосот во сообраќајот малку задоснивме, но кога имаме ваков соговорник, тоа воопшто не е важно. Се забележува, да. Се си кажавме што треба, да. Благодарам многу. Благодарам и вас.